Добре дојдовте во новото издание на политичко-информативната емисија Неделник на Македонскиот информативен центар со седиште во Линкон, Онтарио, Канада. Денеска во целост ќе посвети репортажата на новинарот на True North Харисон Фолкнер во неговата емисија Сооднос, каде говори за понесената тужба од организаторите на камионџискиот протест Конвој на слободата против премиерот на Канада Џастин Трудо и заменикот премиер и министерката за финансии Кристија Фриланд. Адвокатот Кит Билсон и група од 20 тужители во средата 14 февруари 2024 година на 2 годишнината од насилното згаснување на протестите во Отава, како и замрзнувањето на нивните лични банковни сметки, Тамара Лич, Крис Барбер, Том Маразо, Дени Бјуфорд и други протестанти кои беа цел на Џастин Трудо и Кристија Фриланд поднесоа тужба против федералната власт. Сега следи репортажата на новинарот на True North Харисон Фолкнер и неговата емисија Сооднос. Па да почнеме. Еве ги тужбите. Зарем не би го знаеле тоа, дами и господа, на 2 годишнината од публикувањето на законот за воена состојба. Не само еден од самите моменти во модерната канадска историја, туку еден од посрамните. Џастин Трудо и Кристија Фриланд сега се оптужени за оштета од демонстрантите на Конвојот на слободата. Тужби од сите правци летаат директно кај Џастин Трудо, Кристија Фриланд и нивната дружина од владени измечери. Откако федералниот судија претходно оваа година пресуди дека публикувањето на законот за воена состојба е неуставно, поради повредата на правата во канадската поверба. Во овој момент, навистина не е важно дали или не сте го поддржале Конвојот на слободата. Федерален судија пресуди дека мерките се неуставни, а не како некој политички назначен судија, како судијата Руло, кој ослободи владата од било какво прекршување. Не некоја лажна политичка истрага, туку легитимна судска ревизија. Правото е прекршено и сега е нивно право да ја тужат владата за оштета и да ја повика владата на одговорност. Сега, пред да навлеземе подлабоко во оваа приказна, ставете лайк на видеото, помогнете се претплата на True North на YouTube, држете се околу веста на неделата и вообичаеното прашање за епизодава е дали ова ќе има повеќе тужби против Трудо. Џастин Трудо во наредните недели поради публикувањето на законот за воена состојба. Кажете ми го вашиот одговор во коментарите подолу и ајде да навлеземе подлабоко во приказната. Пас да одбележите втората годишнина од публикувањето на законот за воена состојба, суспензијата на вашето право дадено од Бога да мирно протестирате против вашата влада. Патем владата која се опијани од моќта да ги контролира луѓето и да им диктира на луѓето како да го живеат својот живот. Адвокатот Кит Билсон објави дека организаторите на конвојот Тамара Лич, Том Маразо, Крис Барбер, Том и Дени Бјуфорд, чии имиња ги знаете, одлучи да ја тужат федералната влада за оштета од $2 милиони, откако нивните права од повелбата беа прекршени. Денеска Тамара Лич, Крис Барбер, Том Маразо, Дени Бјуфорд и другите демонстранти кои беа цел на Џастин Трудо и Кристија Фриланд понесоа тужби повикувајќи се на членот 24 од нашата повелба за права и слободи, која им дава право на канаѓаните да тужат својата влада за оштета кога се прекршени одредбите на повелбата. Тоа ја потврдува сериозноста на почитувањето на правата на повелба содржани во повелбата и има за цел да ги одврати ините влади од кршење на фундаменталните права на канаѓаните. Тужбата бара оштета од $2 милиони, а подоцна истиот ден беше поднесена масовна тужба во име на други канаѓани на кои беа замрзнати банкарските сметки за време на слободарскиот конвој против Џастин Трудо и Кристија Фриланд. Во основа, целиот кабинет, како и поранешниот советник за национална безбедност на Трудо, Џоди Томас, во основа секоја голема банка на оваа земја која беше вклучена во замрзнувањето на текомните банкарски сметки на полицијата во Отава се разбери на RCMP. Пиер Полиер беше запрашен од True North претходно денеска како пресуда треба да добијат демонстрантите, на кому владата им ги одзема банкарските сметки, сега кога федералниот судија одлучи дека публикувањето на законот за воена состојба е неуставен, послушнете го неговиот одговор. Квин Патрик, True North.
Неколку луѓе вклучени во конвојот на слободата од пред 2 години ја тужат федералната влада. Откако федералниот суд ја прогласи потребата на законот за вонредна состојба како неуставен. Каков начин, што мислите треба да им биде на располагање на луѓето кои имале свои банкарски тековни сметки или на друг начин беа прекршени уставните права од страна на владата? Па судот треба да го одлучи тоа и се надевам дека победата за правата тоа ќе го потврди. Джастин Трудо ја подели земјата што ја испровоцира кризата за која сега е откриено дека го прекршил уставот. Тој тоа го направи без никакви докази. Тоа беше уште еден пример за тоа како Джастин Трудо има само два принципа. Првиот принцип е дека владата треба да ги контролира сите и вториот дека тој треба да ја контролира владата. Единствениот начин на кој тој ја одржува оваа контрола во поглед на мизеријата што ја прави, удвојувачи ги трошоците за домување, четирикратно зголемување на даноците за јагдарот, со созбивање на населението и подобата на луѓето едни против други. Јас ќе го направам токму спротивното, ќе ги зајакнам луѓето од долу нагоре. Ќе се обединам за слободата, наместо да се делиме за да победиме. Ќе се обединам за слободата, наместо да се делиме за да победиме. Благодарам. Сега, сите се сеќавате на малата раскакота на тиранинка Кристија Фрилон, која се изградува на одлуката за замрзнување на банкарските сметки на демонстрати. Значи, потврдувате дека сметките се замрзнати и лични и деловни, но не ги објавувате информациите и вообичаеното средно прашање. Само се прашувам дали банкарските сметки ќе бидат насочени кон поединци кои наредат за испраќање на пари, на парични средства на GoFundMe кампањата и дали се смета забележени луѓе според законот за водена состојба. Што значи тоа дека се кредитни картички кои може да се замрзнат и финансиските услуги се насочени кон исто така се насочени во ред, така што имињата и на поединците и на деловните организации, како и на криптопаричниците се споделени од RCMP со финансиски институции сметки. И сметките се замрзнати. Повеќето сметки ќе останат замрзнати. И запомнете дека Джастин Трудо, кога се повика на законот за водена состојба, кој ги посети кандидатите дека се, како што рече тој, во согласно со повелбата, овие мерки мора да бидат и ќе бидат во согласно со нашата повелба на права за слободи. Навистина, законот за водена состојба беше создаден во 80-ти години со цел да работи безпрекорно и да ја поддржи повелбата за права и слободи. Сега барањето за $2 милиони одштета, ако ме прашате, изгледа малку незначително. Гледајќи како луѓето кои имале замрзнати банкарски сметки не биле во можност да се прехрануваат или да ги прехрануваат своите деца и издржуваните лица и сопругите и собружниците, потврдувачи дека луѓето на кои нивните банкарски сметки биле замрзнати, може би морале да пропуштат плаќање на хипотеката за својата куќа или плаќање со кредитна картичка или плаќање за автомобил. Така што потврдувате дека сметките не сум јас така што потврдувате дека сметките биле замрзнати. Не сум јас финансиски експерт. Но морам да претпоставам дека кога државата е замрзнала вашата банкарска сметка, тоа може да имало мало влијание врз вашиот кредитен рейтинг, вашата способност да отворите нова банкарска сметка. Така што потврдувате дека вашата способност во основа да правите што било и кога е тоа што се насменувате на можноста за уништување на животите на јаници и канаѓи. Се обложувам дека Кристијан Фрилон не очекуваше дека федералниот суд 2 години подоцна ќе пресуди на тоа што таа го направи неуставно. Сите се сеќавате кога Джастин Трудо му напиша чек од $10 милиони на терористот Омар Кадар. Кога беше принуден да ја оправда таквата смешна работа пред канадската јавност, Трудо рече нешто многу интересно. Тој рече дека мерката на општеството, дали е правен општество или не е дали се залагаме за правата на луѓето, не е само да се залагаме за правата на луѓето, кога е лесно или популарно да се направи тоа.
Ги признаваме правата кога е тешко, кога е непопуларно. Ние сме општество кое се залага за правата на луѓето и кога владите не ги прочитува правата на луѓето, сите завршуваме да плаќаме кога владите не ги почитуваат правата на луѓето. На крајот мораме добро да платиме кога ги прекаши правата на канаѓаните кои не се вклучија во тероризам како Омар Кадр. Туку мирно протестира против нашата влада и сега сите треба да платиме цената. Па ако организаторите на конвојот се успешни во нивната тужба, возбудени поради ова, но важно да се признае дека нашите пари треба да се исплатат на луѓето на кои им било повредени правата, но повеќе би сакале да ги дадете вашите пари на Тамара Линч или Омар Кадр. Повеќе би сакале да ги дадете вашите пари како даночен обврзник на Тамара Линч, кој го организираше конвојот или тие да бидат испратени во некоја далечна странска земја за некој странски проект за помош на крајот на криштата. Сега кога знаеме дека Стивен Гилбо не сака да финансира патишта и мост, но парите не одат за инфраструктурни проекти во нашата земја. Ова веќе нема да се негира дека федералната влада неуставно се повеќе на законот за водена состојба против конвојот на слободата. Нашата земја тираски го разби протестот на конвојот за слобода и ја посрамоти нашата земја низ светот. Се однесува како комунистичка Кина за слободата. Се однесува како комунистичка Кина за време на конвојот на слободата. Немилосрдно ги за време на однесува како комунистичка Кина за време на траењето на протестот на конвој на камионџиите. Немилосрдно ги демонизираше камионџиите и малтретираше канадската јавност која не беше во согласно со нивните диктаторски барања. Со нивните диктаторски наредби. Исто така, само да се подсетиме, што представува национална водена состојба во очите на Џастин Трудо. 100 цркви да се нападнати од пиромани вандали во оваа земја, која треба да се осуди, тоа не е национална водена состојба. Всушност, што дури да не налага осудата во осуда во долниот дом, како бунтот на детските замоци, танцувајќи на улица, држачи за раце и пејќи песни кога тоа е национална водена состојба. Тоа не се конјаници, замрзна банкарски сметки, така што федералната влада е време да живее според вашите собствени стандарди. Ние сме општество кое се залага за правата на луѓето. И кога владите не успеваат да ги почитуваат правите на луѓето, да завршуваме да плаќаме овде добро. Ако ви се допадна содржината на ова видео, кликнете на лайк. Ако сакате да го споделите, кликнете на шер. Повелете ако сакате да оставите коментар за ова видео. И на крај, ако сакате да бидете известени за нови видеа, би ве замолил да се претплатите со тоа што ќе кликнете на subscribe. Дојдовме до крајот на ова ново издание на нашиот неделник. Сите од македонскиот во име на сите од Македонскиот информативен центар ви пожелуваме да останете живи во овие тешки и ладни времиња. До следното слушање, довидување.